Почитувани гледачи, екипата на телевизија Орбис се наоѓа во клиничката болница Аџибадем Систина во Битола, која што започна да работи ова недела во нашиот град на задоволство на граѓаните од Битола. Тука го започнуваме серијалот на разговори посветени на вашето здравје, ќе обработуваме најразлични теми. За денеска одлучивме да се задржиме на срцевите заболувања. Ќе обработуваме темата коронарна болест. За таа цел во нашиот разговор е доктор Маријан Димитровски, кардиолог во Аџибадем Систина. Благодарам за вашето одвоено време и за овој разговор. Се надевам дека ќе го задржиме вниманието за нашите гледачи и ќе ги посоветуваме како да постапуваат доколку пронедат некои од симптомите што ќе ги обстанете вие во овој разговор. Благодарам што денес сум ваш гостин на ваша локална телевизија Орбис. И се надевам дека ова е добра тема за да го задржиме вниманието на вашите гледачи и дека ќе најдат убави информации за тоа, за самите себе, како и за своите најблиски. Срцевите заболувања се наоѓаат највисоко на листата за смртност на пациентите. Зошто е тоа така? Што се случува, докторе? Па вака, кардиоваскуларните заболувања се, може да кажеме слободно, еден во светски размери се број еден како здравствен проблем, бидејќи тоа се заболување со најголема смртност, некаде повеќе од 50% од сите умрени или секој втор пациент кој ќе умре е кардиоваскуларна, во позадина стои кардиоваскуларна болест. Значи во кардиоваскуларните болести тоа се болести на срце, исхемични болести на срце, периферните болести на срце, на нозе, исхемични, понатаму каротидните заболувања, како и мозочните акутни заболувања, акутни хронични, значи заболувања. И нормално треба да кога збориме во општо вака за кардиоваскуларните заболувања, покрај, значи ова што рековме бројка која е со изразена смртност, значи тоа ја дава и сериозноста на овие заболувања, како и тоа дека е голем светски проблем и затоа се наметнува на секоја држава, посебно на својот здравствен систем, да пронаоѓаат мерки како за превенција на кардиоваскуларните болести, така и за нивно лекување и третман, бидејќи тоа е голем не само здравствен, туку и социоекономски проблем на една држава. И затоа секогаш се актуелни и секогаш мерките кои се преземат против овие болести и превенција, како не рекоме и за лекување, имат во позадина еден голем ефект. Токму затоа денеска сме тука со вас да поразговараме за конкретно за коронарната болест, со цел да дадеме придонес и ние во спроведувањето и реализирањето на тие мерки. Накусо, што е оваа болест? За каква болест станува збор? Па коронарната болест, така кај луѓето сигурно под ова општата популација не е баш позната као коронарна болест. Повеќе би рекол да го ја спомнеме као дел од ангина пекторис или акутен миокарден инфаркт, значи инфаркт на срце. Тоа е коронарна болест, значи дел граѓаните ќе речат да се сведуваат на инфаркт на срце. Така, значи ова е дел од тоа коронарната болест, значи е една од најзначајните или најчести овие кардиоваскуларни заболувања. Значи во основа е исхемично заболување или подразбира стеснување на коронарните артерии кои го хранат срцето. Со тоа помалку проток низ артериите на срцето и појавување на првите симптоми, како и, да кажам, првите клинички оние манифестации кои се резултат на стеснување на коронарните артерии. Значи во основа на оваа болест лежи атеросклерозата, значи со постепено развој на таа атеросклероза се стеснуваат крвните садови и последица на тоа е помал проток низ
крвните садови, помалку хранење на срцевиот мускул и помалку кислород, а со тоа и оштетување или развој на некои од акутните форми на срцевите болести, на оваа коронарна болест, како што се нестабилна ангина, акутен инфаркт и така натаму. Кои симптоми ги чувствува пациентот? Па, најпрво, значи, пациентот не може сигурно наеднаш, многу ретко, затоа што некогаш и може да ги иземи или да ги занемари, едноставно да ги игнорира несвесно симптомите, што не сме да се прави, затоа што некош може да биде и фатално. Да. За жал, кај младата популација, многу често овие симптоми се игнорираат, што рековте, значи, или се превидуваат, дури може и од колеги, од стручни лица кои би требало да препознаат оваа болест, првите симптоми, да бидат некако лошо интерпретирани и поврзани со некое друго заболување. Меѓутоа, во една здравствена култура, добра, да кажам, или наобразба на обичниот граѓанин, треба секој да знае дека секоја болка во гради, нелагодност, е аларм и тоа е знак дека треба да се јави на лекар најпрво, нели, матичен, или ако е болката изразена, значи, силна, тоаш би требало да се јави во соодветна установа каде што има, нели, кардиолог, каде што може да се види дали се работи за акутна некоја срцева состојба. Значи, најпрво се јавуваат болки при поголем физички напор, при некој изразен, да кажам, или во континуитет долго време, или пак некој интензивен физички напор, може да се јави при стрес, голем стрес кој ќе се случи, значи, од некоја причина, или евентуално во некоја хипертензивна криза која ќе се нагло покачи притисокот. Овие се најчести состојби кои доведуваат до провоцирање, до излегување на виделина на симптомите, а тоа се првите симптоми се стегање во гради, кој се јавува нагло, значи во вид на стегање, кој може да се шири према нормално во целиот граден кош, кој може да се шири према грбот, према рацете или према долната вилица. Значи тоа се први почетни симптоми и тие вообичаено траат може од неколку секунди до неколку минути со прекин на физичкиот напор или стресот или она што го предизвикало, што е предизвикало овие симптоми, тоаш прекинуваат и симптомите и пациентот повторно, значи, се осеќа како претходно добро и ова е тој аларм кој треба да се веќе да се искористи како мотив за кардиолошки преглед. Докторе, кој заболува повеќе? Мажите, жените и повторно ќе се навратиме на тоа, се мисли дека повозрастната популација е поподлежна на оваа болест, меѓутоа последните статистики кажуваат дека старосната граница паѓа точно. Значи, реков, во основа на коронарната болест е атеросклерозата. Атеросклерозата со годините, значи таа доаѓа се во поголем развој, така да веќе после 50 години кај секој човек има некои почетни знаци на атеросклероза. Велиме човекот е толку стар колку што се стари коронарните артерии или колку што тие имат атеросклероза. Така да ако знаеме дека атеросклерозата нормално, значи, напредува или е прогресивна болест која со годините таа станува поизразена, тоа логично да кажеме дека постарата популација веќе, значи, е таргет на ова болест. Меѓутоа, за жал што рековте, се помлади, значи во на искуство долгогодишно кое го имаме со оваа болест, се помлади пациенти, некаде може 30, исклучително под 30 години, 30-40 годишни пациенти доаѓаат со или во акутна форма на оваа болест или ги откриваме елективно и тогаш, значи, ја регистрираме преку диагностичките методи кои ги имаме. Меѓутоа, реков,
последица на она темпо, оној стрес кај разни категории на луѓе, темпото наметнато на живот, да кажам, современиот начин на живот, во голема мера влијае на појавување на оваа болест и кај помладата популација. Ме прашате за полот, да, ова е првенствено болест која е доминантна кај мажите во однос на жените, меѓутоа кај жените после менопаузата, значи после сигурно смалување како последица на естрогените хормони, доаѓа до исполнување, мислам, тука некаде процентот е сепак помал, меѓутоа и кај жените не се имуни на оваа болест. Значи тоа е реков кај категории на луѓе кај што не може да се делува, тоа е полот, возраста и многу важен фактор е генетскиот фактор. Значи кај луѓе, ако веќе збориме кои се предиспонирани, тоа се овие категории на луѓе кај кои не може превентивно да се делува. Значи тоа се генетскиот фактор, староста, полот. Со оглед на тоа што причините можат да бидат многобројни, кои што можат да доведат до оваа болест, со правилното диагностицирање е од големо значење. Знаеме дека науката и технологијата напредуваат и се развиваат со брзо темпо. Значи ли тоа дека може и брзо да се донесе правилна диагноза и да се отпочне со правилен третман и може ли, има ли успешно лекување? Па сигурно дека она што рековме во почетното излагање, дека превенцијата игра голема улога, прво за да не се значи да не дојде до појава на овие болести или во толку голем процент или со толку големи компликации, дека е битен фактор. Меѓутоа многу значен момент е да пациентите сами знаат кога е време да се дојде на првиот кардиолошки преглед, значи не треба да чекаат болести, не треба да чекаат да добијат градна болка, не треба да дојде некој поголема компликација срцева, туку треба со еден скрининг преглед, еден обичен кардиолошки преглед, кој веќе после 45-50-та година кај секој човек треба да биде редовен. Што содржи тој преглед? Значи, обичен кардиолошки преглед без некоја, да кажем, причина или без повод градна болка и така натаму, она као систематски или превентивен кардиолошки преглед, тој би содржал едно обично ЕКГ, значи ЕКГ преглед кој може да каже многу, значи самото ЕКГ на електрокардиограм, да кажем, понатаму нормална аускултација на срце и преку разговорот или самиот преглед нормално дека дела и во разговорот со тоа да се пронајде дека и пациентот дали има некој од ризик факторите. Доколку пациентот има ризик фактори, реков, значи во однос на староста, во однос на тоа дали е во однос на полот и особено генетскиот фактор, тогаш треба да се одредена динамика на редовни кардиолошки прегледи. Исто така нормално, ако се знаеме оние популарни ризик фактори за кардиоваскуларни заболувања, тоа е пушењето, физичката неактивност, бојазноста, неквалитетна исхрана, стресот, крвниот притисок, дијабетот, наследниот фактор, сите овие фактори, доколку ги најдеме кај некој пациент, тогаш сигурно дека ќе треба и некоја заштита и по редовни кардиолошки прегледи со совет да се смени стилот на животот или евентуално некоја диета посебна. Докторе, како да знаеме дека сме ризична група? Пациентот како да препознае? Затоа што велиме, некој често и се игнорираат некои симптоми. Па, вообичаено многу тешко пациентот сам ќе признае и ќе биде свесен дека има некој
ризик фактор, дури го или си го крие не само од другиве, него и од себе. И тоа е честа причина што пациентите многу толерираат, се толерантни на овие тегоби, да кажам, и овие ризик фактори кои ги имаат, меѓутоа свесно ги потиснуваат во себе и чекајќи да дојде првиот симптом и тогаш да се јават на преглед и нели која некојаш може да биде и доцна. Меѓутоа пациентот нормално ако е едуциран или ова се болести кои се многу актуелни и може да се чита многу за нив, да се слуша и на секој медиум, така да доволно е преку некои, да кажам, било какви едукации или на самиот преглед кој би дошол, значи ние сами пронаоѓаме или преку прашањата во тек на прегледот можеме да издействуваме некои од тие ризик фактори да бидат надвиделени и да му кажеме на пациентот дека има ризик фактор, значи ви кажа пак ризик фактор во однос на пушењето, нормално да му објасниме дека тоа е еден значаен ризик фактор кој доведува до исполнување на овие коронарни болести. Понатаму тука е пред се гојазноста, дебелината, значи вишокот на килограми, со тоа и физичката неактивност и лошата неквалитетна исхрана или конзумација на претерани артикли или храна со богати масни киселини. Значи доколку во крвта му се најде исто или наследно или па некој во интервал во животот тешко ќе има покачен холестерол или липиди во крв, исто тоа е еден ризик фактор. Понатаму покачениот крвен притисок, стилот на живење, стресот секојдневен кој го има, како и доколку има една, да речеме, диабетес, доколку има или во фамилија или кај самиот пациент, тоа е исто голем ризик фактор. Тоа се тие најчести ризик фактори на кои треба секој пациент да е свесен за тоа, доколку има некој од овие ризик фактори, прво да влијае на нив, значи со тоа што ќе го смени стилот на живење или ќе го лекува правилно диабетот, хипертензијата, како и липидемијата, исто така се болести кои се лекуваат. Го споменавте стилот на живење, животот што го живеат сите со многу брзо темпо на живење, сите некаде брзаме и немаме доволно време за себе и тогаш кога ќе дојде нож до коска, што вели народот, и тогаш бараме здравствена помош од лекар, се разбира. Меѓутоа, што е она што треба да направиме пред да дојде ова крајниот стадиум да почне да боли, како да направиме да се сочуваме себе си за да не дојде, да не се забрза тој процес да почне да боли, затоа што староста е неминовна. Меѓутоа, сепак може нешто да се направи околу превенцијата и начинот на живење. Сигурно. Што е она што треба да се направи? Пак ќе кажам дека превенцијата е многу важен сегмент, посебно пеј овие болести. Значи, не случајно американците израчунале дека $1 вложен во превенција и враќа $10. Тоа значи дека смртноста, значи, на овие болести, како и инвалидитетот кој го оставаат овие болести се или боледувањата со тоа, да кажам, и смалената работоспособност на овие пациенти е огромен терет на едно општество, економски, социоекономски и здравствен проблем, и затоа се што се вложува во превенција има голем ефект, особено кај овие болести. Значи, превенцијата кај секој пациент, кај секој човек, да кажам, не мора да биде пациент, нели, треба да биде индивидуална и секој да знае каде се наоѓа, во која категорија, во која група ризична, за да
може сам да делува на тоа да го поправи тој дел. Значи, во превенција сигурно дека убаво рековте темпото на живот, ова кој го носи ова модерно време, на некој начин луѓе остануваат попасивни. Значи, не физички активни, појдувајте... Брзат на друг начин. Брзат, да, на друг начин, брзат во главата, меѓутоа во мускулот се исклучително пасивни. Значи, појдувајќи од начинот, стилот на живење на самите деца кои гледаме, за разлика порано беа на улица, те не се сите околу, нели, овие компјутери, мобилни телефони, значи нема многу активности и физичка култура, да кажем, која треба секој човек да има од мал да наметне, за жал тоа кај луѓе со овие последни навики некако се смалува и многу често луѓето се само иницијативни да сами рекреираат. Значи, јас препорачувам во превенција на овие болести дека основата е во рекреацијата, во физичката активност. Значи, секој има некој афинитет, па некоја рекреација, да кажем спорт, не мора тоа да биде некоја екстремно, точно се знае колку кој е добро кардиовежба за пациент кој не е заболен и за пациенти кои се заболени веќе од коронарни болести. Значи, има посебни програми за физичко кардиогено оптоварување и на тој начин една правилна физичка активност и добра превенција. Значи, покрај ова физичка активност, многу важно е и начинот на исхрана. Исто пак ќе кажам, ова модерно време нуди многу решенија за брза исхрана, која исхрана не е во ред, значи не е она што и сигурно дека е во интерес на оваа болест, меѓутоа не е во интерес на пациентот. Правилна исхрана се подразбира, значи 3 оброка на ден со 2 ужинки, помало внес на помалку количини, зборам во однос на квантитетот на исхраната и во однос на квалитетот на храната секогаш да биде, значи да има свежи артикли во однос на зеленчук, салати, да не се претерува со масна, солена и блага исхрана, како и тестенините кои се исто кај нас доста популарни. Да, во сите видове, да кажем, почнувајќи од бурек, па пастрамајли и све што е тоа сладко, кај луѓето се со едни постојани навики исто така допринесува да тие вишок калории едноставно се складираат во самото тело и со пасивност, физичка пасивност, значи доаѓа до развој и на атеросклероза. Од она друго што рекоме, да превенција што треба да направи, тоа е прекин на пушењето. Во однос на тоа, ако треба, посебно ако имат некои со големи луѓе со големини масти во крвта, тоаш ако не може со диета, секогаш во прва линија ќе се наметне една диета или да се смени начинот на исхрана. Ако и покрај тоа немаме одговор во крвта, повторно се покачени липидите, тогаш се додаваат и лекови со кои ќе се смали нивото на масти во крвта. Понатаму лекување, правилно лекување на крвниот притисок, секогаш, значи јас би рекол нема крвен притисок кој не може да се лекува, да се регулира. Иако кај пациенти има кои велат, јас мој не можам да го регулирам и јас сум навикнат на 170-180 некои вредности кои дека се навикнати да живеат со тој притисок. Меѓутоа тоа сосема погрешна, да кажам, неразмислување и треба секој крвен притисок се знае дека нормални вредности се 120-180 и дека треба во тие граници да се лекува крвниот притисок. Следно би кажал и за диабетесот, како болест од која боледуваат многу пациенти, како кај нас, така и во светот. И правилен третман и лекување на оваа болест исто така е во добра превенција на коронарните болести.
И за крај, докторе, да ги запознаеме нашите гледачи, граѓаните од Битола и регионот, како работите овде? Кога може, како може да ве најдат за совет, за преглед, се едно? Па така, ова е сега почеток во ова поликлиника која е сега отворена овие денови. И јас би ги повикал битолчани и околинава, ако немаат и да немаат срцеви проблеми, да ја посетат нашата ова поликлиника, да видат со што располагаме. Ова е еден прекрасен објект, здравствен објект, кој се надевам дека ќе помогне многу на битолчани и од околијава, и дека на некој начин, да кажам, секоја болест која може овде да се реши, значи ќе се реши. Ако не, ние сме во Аџибадем Систина клиничка болница во Скопје. Секоја, да кажам, посериозно заболување која бара повеќе диагностички процедури или посериозни заболувања, може да бидат решени во нашиот клинички центар. Ви останува да ви се заблагодарам за разговорот. Секако ова нема да биде последен. Во наредниот период, кажав, ќе имаме серија емисии посветени на здравието на граѓаните. Ви благодарам за разговорот. Благодарам што бе вас. Почитувани гледачи, вам ви благодарам за вниманието и секако применувајте ги советите од здравствените работници, водете сметка за вашето здравје, имајте физичка активност и хранете се здраво. До следното видување ви посакувам секое добро.